Експертите и екологистите на нож, што ќе му донесе леарницата на Пробиштип, беше клучното прашање на денешната јавна расправа за ефектите врз животната средина од нејзината изградба. За експертите станува збор за модерна фабрика со најсовремена технологија, која ќе нема значајни негативни импликации врз животинскиот и растителен свет во Пробиштип. Со цел да се минимизира влијанието врз животната средина, инвеститорот уште во почетната фаза на развој на проектот планира спроведување на целосен систем за управување со квалитет. Емисиите во воздухот се клучни за еколошките перформанси на леарниците. Предвидена е имплементација на ултрамодерни, високоефикасни автоматски контролирани системи за екстракција и филтрација. Нова жестоко реагира екологистите, според кој во Пробиштип новата леарница ќе донесе нови 23 тони прашина со тешки метали во неа. Значи, вие ќе ги почестите со нови 23 тони, велите, прашина од тешки метали и од кокси и од се друго, и со гасови и се друго, и сето тоа нема да му наштети на овој биолошки вид. Па каков биолошки вид се граѓаните на Пробиштип? Некој специјален вид? Зад екологистите застанаа представници од граѓанската иницијатива против изградба на леарницата. Институциите, значи, треба да се постават на едно многу високо ниво, навистина да добиеме ние прави одговори, за да знаеме дали ова челичарница е безживотна. Поради ова на 4 мерни пунктови во Пробиштип воздухот ќе се мери 24 часа на ден. Во реално време, инструменти кои што ќе ја мерат концентрацијата 24 часовна, значи во реално време, и ќе ги рапортираа податоците во периодот од 2016 се надеваме дека некаде у почетокот на годината ќе се успее тоа да се постави, па се некаде додека работи оваа фабрика. Од друга страна, леарницата е шанса за вработување и економски развој на општината. Пробиштип има хроничен проблем од аспект на недостаток на капацитети за ангажирање на слободната работна сила. Пробиштип, од друга страна, има доста стручен кадар, кој што го бара своето место под ова небо. Што за целата работа мислат од општината? Треба да биде индустрија која што нема да предизвикува никакво штетно влијание врз животната средина, никакво штетно влијание врз жителите на општина Пробиштип, па и на целиот овој регион, туку напротив ќе биде една индустрија која што ќе дава позитивен економски развој. Доколку проектот се одобри, според најавите, Cranfield Foundry во изградба на леарница треба да инвестира 15 милиони евра и да вработи најмалку 280 лица. Сепак дозволата за градба се уште не е издадена. Таа ќе зависи од тоа колку леарницата и експертите ќе го убедат Министерството дека работата ќе биде безбедна за сите.